Наместо со 300 евра в џеб за положен испит, професорка од Штипскиот универзитет Гоце Делчев заврши со лисици на рацете. Како што соопшти од МВР, професорката била уапсена вчера, во моментот кога го примила митото, што претходно го побарала од студент за тој да го положи испитот. 26 годишниот студент од Турција, кој поради студиите има привремен престој во Штип, претходно го пријавил случајот во полиција. Во координација со основното јавно обвинителство, му биле предадени 3 обележани банкноти од по 100 евра, со кои според МВР, професорката била фатена на дело. Таа сега се сомничи за кривично дело примање подкуп, а против неа ќе биде поднесена и соодветна кривична пријава. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Штип ја лишиле од слобода 39 годишната Т.А. од Штип поради постоење основи на сомнение дека сторила кривично дело примање подкуп. Предходно на 22 јуни оваа година КБ од Турција со привремен престој во Штип, студент на Универзитетот Гоце Делчев, пријавил дека АТ му побарала 300 евра за да положи испит, кој дополнително ќе го полагал на 29 јуни оваа година. Од Универзитетот Гоце Делчев велат дека имаат нулта толеранција за корупција и дека во академската заедница нема место за некој што ја злоупотребува својата позиција. Ректорот Дејан Мираковски веле дека согласно текот на истрагата, професорката најпрво ќе биде суспендирана, а доколку биде правосилно осудена и трајно одстранета од универзитетот. За жал, нема и целосно имуни системи од поединци кои што ги прекршуваат овие правила и ја нарушуваат довербата што им е укажена, и затоа во целост го поддржуваме постапувањето на надлежните институции и мислам дека само со професионални, законити и неселективни овакви акции може да се санкционираат и да се отстранат од академската заедница овие неправилности и девијации. Канал 5 од своји извори дознава дека станува збор за професорка, која пред само 6 месеци се стекнала со титулата и овај е прв работен семестар. Ректорот Мираковски ги повикува сите студенти кои имаат исти или слични сознанија за корупција од страна на професори или други вработени веднаш да ги пријават во надлежните институции, потсетувајќи дека и самиот универзитет има воспоставени механизми за пријава на вакви случаи.